Колешке Мираковска, волјата на граѓаните изразена на референдум согласно Уставот е задолжителна за власта и за сите нас. Граѓаните на 30 септември си го кажаа своето. Кажаа дека не сакаа да бидат граѓани на Република Северна Македонија, туку сакаа да бидат македонци од Република Македонија. И вие излеговте пред граѓаните, но граѓаните не излегоа пред вас. Туку напротив, ви покажаа дека тоа што вие го заговарате и го правите е спротивно со нивното мислење и со нивните ставови. Досега сме ве виделе, како што кажа и колешката претходно, со многу подобри излагања. Но сега, во недостаток на аргументи, и нема што да кажете, бидејќи што може да се каже кога целта е промена на уставното име на Република Македонија. А и самите по завршување на референдумот, и самите рековте, ќе ве цитирам: ние сме денес скроз гужвани, не сме за смеење. Тоа беше вистинската Сонја Мираковска, која што беше свесна за огромниот неуспех на референдумот. И тогаш го видовме вистинското лице, кое што вие ни го покажавте. И вие самите сте свесни дека референдумот е неуспешен. И ДИК излезе со официјален став дека овој референдум не е успешен. И со кое право продолжувате да ја терате оваа постапка денеска во законодавниот дом? И вие, и ние како народни избраници треба да бидеме над својглавото однесување на функционерите од Социјалдемократскиот сојуз, односно на министерот за надворешни работи и председателот на владата, и вие заедно со нас да им кажете: доста е, застанете, референдумот е неуспешен и не треба да одиме понатаму. Да застанеме тука, за да не ја навлечеме Република Македонија во уште поголема криза. Затоа ние ќе побараме од вас: вразумете се и бидете одговорни, онака како што прилега на народни избраници. Послушајте го народот, бидејќи тој веќе го кажа своето. Народот на Република Македонија сака да продолжи да живее во Република Македонија. И застанете со ова своеглаво рушење на уставот на нашата држава. Благодарам.